Квалитетот на амбиенталниот воздух во општините од крајниот исток сепак не е јака страна. Мерењата на амбиенталниот воздух во зимскиот период покажале дека има надминување на концентрацијата на PM10 частичките, најмногу во Виница, Берово и Кочани, додека во Делчево и Пехчево не биле евидентирани надминување на граничните вредности. Споредено исто и со податоците на мерната станица во Кочани и во Благоевград, може да се каже дека во летниот период немаше надминување на граничните вредности, а во зимскиот период имаше надминување во неколку градови, исто како во целата република проблеми е со PM10 частичките. Немаше надминување само во Пехчево. Слична е состојбата и во регионот на Благоевград. Правихме мониторинг в рамките на 10 месеца на Правевме мерење на квалитетот на воздухот во Благоевград, Симитли, Кресна, Струмјани, Сандански. Резултатите покажаа дека има отстапување на вредностите на амбиенталниот воздух, особено на PM10 частичките, кои покажуваат дека има влошување на воздухот. Следствено на тоа, ние изведовме препораки за да се надмине оваа состојба. Овие резултати се дел од проектот Заедничка интегрирана политика за нискојаглеродна економија во пограничниот регион, кој изминативе 15 месеци го работе невладината Амброзија од Пехчево и кластерот на обновливи извори на енергија од Благоевград. Во рамките на проектот е подготвен и заеднички документ за нискојаглеродна политика во прекуграничниот регион. На самиот настан ќе се формира и мрежа за нискојаглеродна економија, која што понатаму ќе биде одговорна за реализација на приоритетите од политиката заедничка, во која што се вклучени сите засегнати страни од сите општини во регионот кој што беше вклучен во проектот. Документот предвидува и соодветни мерки кои треба да ја подигнат јавната свест на граѓаните. Во следниот период треба да бидат имплементирани од страна на општините, на приватниот сектор, невладините организации, респективно во секој од секторите, а ќе доведат до намалување на емисијата на стакленички гасови во самиот регион, што секако има влијание и на квалитетот на животната средина, меѓутоа од друга страна има и економски придобивки за самите објекти, односно за самите организации. Резултатите од првите мерења на амбиенталниот воздух во 4 општини остануваат предизвики за новата локална власт, посебно за бизнис секторот и граѓаните, кои сепак треба да внимаваат каков огрев користат во своите печки.